Почитувани, 12 векови со собствено писмо, 12 векови со азбука. Без тоа, ние словените, според зборовите на Кирил, како да сме пишували на вода, а тие, светите браќа Кирил и Методи, како да го напишаа писмото на камен. Ја создадоа глаголицата, а потоа и кирилицата, која е основа на денешните јазици на сите словенски народи во голем дел од Европа. Ни дадоа говор, ни дадоа глас, ни дадоа вера на свој јазик. За Кирил и Методи е запишано дека биле векови пред своето време. Затоа и чествувањето на нивната мисија треба да биде достојно, достоинствено и далеку гледо. Тие не создадоа писмо, азбука, збор за поделби. Тие се дадоа себе си за да создадат универзално добро. Не случајно Ватикан ги прогласи за патрони, заштитници на Европа, а нивните дела за цивилизацијска вредност. Ние го чествуваме, но всушност сме почестени да се поклониме пред гробот на Свети Кирил овде во Рим. За жал, се уште не се знае каде е гробот на неговиот брат, Светиот Методи. Наша должност е да ги почитуваме, празнуваме и од нив да учиме. Зашто голема е пораката на мудрите сесловенски просветители Кирил и Методи во битката дека секој народ има право да пишува, да зборува и да му се моли на Бога на својот јазик. Нивната победа нема да е залудна. Светите браќа Кирил и Методи пред 12 века ги поставија темелите на словенската писменост и култура. Затоа, 24 мај го празнуваме и како ден во чест на тие што го насадија раскошното стебло на словенството. Мисијата ја продолжија нивните ученици и тоа стебло се разграни низ вековите. И денеска, кога и јас пред вас говорам на македонски, еден од јазиците кои припаѓа на словенската група јазици, има ли поголем повод и подобар миг да ги слушнеме зборовите на Блаже Коневски, Славко Јаневски, Ацо Шопов, отпеани од нашиот најпознат тенор во светот, од нашиот амбасадор на културата во оваа прекрасна земја, нашиот Благој Нацовски. На крајот, сакам да ви најавам дека и медената земја дојде со нас на празникот во Рим. Ви благодарам.